На само 17 километри од центарот на Скопје постои огромна гробница на моторни возила. На површина од 30.000 метри квадратни, со години лежат илјадници автомобили, мотори, автобуси и камиони. Овој простор за дел од нив е доми повеќе од 15 години. Но овие моторни возила не се напуштени од своите сопственици, туку напротив запленети од државата. А запленети се поради тоа што со нив се сторени кривични дела. По толку години стоење на отворено кај дел од нив, природата почнала да го зема својот данок. Едни раѓосале, други пак не можат ниту да се забележат поради тревата и грамушките кои обраснале околу нив. Претежно таков е случајот со запленетите камиони, кои повеќе од една деценија стојат во депото во Идризово. Со овие возила раководи Агенцијата за управување со одземен имот. Директорот на оваа институција Фато Насани вели дека еден од првите негови чекори по назначувањето на функцијата бил да ги собере луксузните возила од сите депоа во земјата и да ги стави под еден кров. Прво што направив, донесовме гребан асфалт, го поставиме гребаниот асфалт и повредните возила, кои што се широм низ цела Македонија, гледав да ги донесеме на ова заштитено место, да речам, под оваа настрешница, за да бидат заштитени. Независно дали се правосилни или не се правосилни. Во однос на кога едно утре би станале правосилни, дали во корист на Република Македонија или треба да се вратат на обичниот граѓанин, да се вратени барем во некоја поддржана состојба. Така да самите гледате тука дека имаме повредни возила, за разлика од останатите кои ќе ги видите и покасно, и се трудиме да бидат заштитени на некој начин. Но заштитувањето на возилата оди тешко, од една страна поради недостатокот на простор, но и поради долгите судски постапки кои траат со години, а сето тоа се одразува на состојбата на моторните возила, вели Асани. Огромен број возила запленети од државата ги снаоѓа истата судбина. Најмалку 6.000 моторни возила, можеби и неколку илјади повеќе, со години стојат на депоата со кои што управува Агенцијата за управување со одземен имот. Поради долгите судски постапки, дел од возилата стојат и повеќе од една деценија, а тие возила сега се нефункционални. Во минатите неколку месеци, поточно по назначувањето на директорската функција, Асани вели дека на институциите ширум Македонија доделил околу 200 функционални возила, кои со судска одлука и биле доделени на државата. Ние свикуваме управен одбор, управниот одбор решава по барањата на државните институции доставени до нас и даваме приоритет на институциите кои навистина имаат потреба од возила. А во случајов сите институции во Македонија се моментално имаат потреба од овие возила. Така да, како што се ослободуваат возилата, односно како што стануваат правосилни, ние не ги чуваме. Значи, одма ги доделуваме на веќе доставени барања на државни институции. Системските проблеми кои со деценија се таложиле во работата на агенцијата, директорот вели дека не може да се отстранат преку ноќ, но се прават сите напори да се поправи состојбата во институцијата. Како класичен пример за лошо раководење со институцијата минатите десетина години, Асани ги посочува возилата кои на граничниот премин Богородица стојат околу една деценија. Проблемот е што илјадници, милиони туристи или луѓе кои поминувале на граничниот премин го гледале тој срам 10 години. И сега гледаме на некој начин на сите полиња да одговориме со тоа што можеме. Во случајов тие 10 возила ги тргнаме, во останато е уште едно возило. Агенцијата за управување со одземен имот има неколку депоа во повеќе градови во Македонија и сите возила запленети од МВР или Царинската управа одат таму. Но во магазините на агенцијата под катанец се чува и останата роба, која е недозволена или пак имало обид за нејзино криумчарење, но била пресретната од државните институции. Stay.